морам да потенцирам за капацитетите и софистицираноста со која што тие центри на манипулација настапуваат. Под напад се особено демократските влади. Мислам дека целта на една од целите на тие центри за манипулација е токму затворање на владите и на општествата. Оние влади и општества кои што одлучили да тргнат по патот на демократијата, на транспарентноста, на отвореноста, да се уплашат и затворат. И мислам дека тука ќе биде нашата борба. Дали ќе успееме да дозволиме дезинформациите да не затворат, или ќе се бориме и ќе останеме транспарентни и отворени. На оваа тема сакам да соопштам еден тазен пример во кој што е засегната и владата, каде што центри на манипулација со сериозни напади врз демократијата повторно има интеракција и со нашата влада. Имено пред неколку дена разоткривме хибриден напад врз кабинетот на премиерот, при што беше злоупотребен идентитетот на младата екоактивистка Грета Тунберг. Преку употреба на официјални брендирани имейл канали, значи преку навидум официјална комуникација и официјални телефони кои што личеа како да се телефони и имейлови на тимот на Грета Тунберг, преку македонско дипломатско представништво беше закажан и реализиран телефонски разговор со премиерот Заев, при што лицата кои што го водеа разговорот успеа да се представат како Грета Тунберг и незиниот татко. Разговорот се оствари пред неколку дена, а одредени делови од него на премиерот му се видоа сомнителни. Премиерот одлучи да го истера разговорот до крај, со цел да се разоткрие сомнечето. Веднаш после завршениот разговор ги направивме сите проверки за верификација на идентитетот на соговорникот и сега со сигурност можеме да кажеме дека разоткривме хибриден напад врз кабинетот на премиерот. После разоткривањето стапивме во контакт со семејството на Грета, ги известивме за сите детали, ги известивме дека ќе објавиме во јавност, токму сега го правиме тоа, а оттаму добивме одговор дека и тие се вознемирени од ваквите вести, дека ќе пријават за злоупотребата кај соодветните органи и дека се многу благодарни што сме ги информирале и дека сметаат дека веројатно ова не е првиот случај. Овој случај на хибриден напад е многу пософистициран од случајот со руските бранкери, бидејќи станува збор за користење на злоупотреба на идентитет на светски позната млада активистка, користење на нивните официјални канали во комуникацијата, односно користење на брендингот на нивните комуникацијски канали со цел да се спроведе измамата. Меѓутоа, мерките кои што ги презедовме и нашата внимателност ни помогнат да го разоткриеме и да го разобличиме случајот. Очигледно дека центрите за манипулација користат скапи и софистицирани ресурси кои веќе имаат капацитет да злоупотребуваат идентитети и на глобални светски познати личности. Реков дека ваквите хибридни напади имаат за цел да влијаат врз затворање и страф кај демократските влади и кај демократските општества, меѓутоа ние нема да престанеме да бидеме транспарентни и отворени. Ваквите напади само ја зголемуваат нашата внимателност и мерките кои што ги преземаме во справување, меѓутоа потенцирам на нивната софистицираност и алармирам пошироко за потребата од голема внимателност во јавните комуникации. Сакам да повторам дека владата ќе остане и отворена и транспарентна, без разлика на ваквите софистицирани хибридни напади врз демократијата. Ви благодарам.